вечер од Вашингтон, ова е ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик News Flash. Јас сум Лилица Китановска. Американскиот председател Барак Обама вчера ја одржа својата прва пресконференција во Белата куќа. Економската криза доминираше, но новинарите се интересираа и за други теми. Председателот се враќа во кампањски дух. Започна силна кампања за добивање поддршка за стимулативниот пакет. Првата председателска пресконференција ја отвори со лошо предвидување, нагласувајќи ја потребата за акција. Ако одолговлекувате со преземање акција за економијата што е во ваква ситуација, тогаш потенцијално креирате негативна спирала од која станува потешко да се извлечеме. А порано во денот председателот Обама беше во Елкарт, Индијана, мал град на средниот исток во САД со стапка на невработеност 2 пати поголема од националниот просек. Со овој потек, негова цел беше да стави лице на вашингтонската дебата. Зборувам за оние кои загубиле се и не знаат како тоа да го надоместат. Обама на пресконференцијата зборуваше за луѓето од Елкарт. Тој исто така зборуваше и за проблеми што се од другата страна на светот, Иран, Афганистан и Пакистан. Тој кажа дека Иран продолжува да го дестабилизира регионот, но рече дека има можности за дипломатија. Очекувам во наредните месеци да видиме можности за почеток на разговор на иста маса, лице в лице. За Афганистан, Обама кажа дека е во тек претрес на политиката и дека е многу веројатна промена. Ке ни треба поефикасна координација на нашата армија со дипломатските напори, со развојните напори и поефикасна координација со нашите сојузници. Председателот Обама кажа дека на Ал-Каида не може да и се дозволи да оперира во Афганистан и дека не може терористите да имаат засолниште на афганистанска почва или во граничната област со соседен Пакистан. И уште неколку точки од вчерашната пресконференција. Председателот рече дека нуклеарната програма на Иран започнува нова трка на вооружување. Тој при тоа призна дека годините на недоверба меѓу Иран и САД ќе биде тешко да се надминат. А на страната на САД, Обама рече дека е важно да се започне со намалување на американскиот нуклеарен арсенал на ефикасен начин, така што договорите за непролиферација ќе може да се зајакнат во наредните години. Тој рече дека кога таквите договори се слаби, а нуклеарно оружје постои во регионот, нестабилен како Блискиот исток, секој е во опасност. А во Иран, председателот Махмуд Ахмадинеџад позитивно реагираше. Кажа дека прифаќа разговори со САД базирани на меѓусебно почитување. На прославата на 30-та годишнина на иранската исламска револуција, Ахмадинеџад денес кажа дека се надева оти промените на американскиот председател во надворешната политика ќе бидат фундаментални, а не само тактички. Стотици илјади иранци, након носејќи знамења и балони, ги преплавија улиците на Техеран за прослава на револуцијата од 1979 година, со која беше соборен од власт иранскиот шах и воспоставена власт на свештеници под починатиот ајатолах Рухолла Хомеини. Една од главните точки на прославата беше лансирањето на првиот дома изграден ирански сателит наречен Омид, што на фарси значи надеж во орбитата. Лансирањето ги крена стравувањата кај западните нации кои велат дека истата технологија може да биде употребена за лансирање оружје со долг дострел, вклучувајќи нуклеарно оружје за кое Вашингтон и другите се сомневаат дека Иран се обидува да дојде. Техеран негира. Губењето работни места, што во Соединетите Американски држави е на највисоко ниво со децении, расте и потребата за програми за преквалификување. Ова особено се однесува на околу 700.000 луѓе, кои завршиле со издржување на затворска казна. Еве како една таква програма функционира во Вашингтон, ДС.
Сакате да обезбедите да имате вистински производ за вистинска работа. Вели Морис Квин, кој обучува лица што сакаат да добијат работа како чистачи. За овие лица добивањето работа е уште по-проблематично заради нивното минато. Тие се поранешни осуденици. 29 годишниот Андре Клинтон вели дека многу минало од како излегол од затвор. На почетокот немав ништо, а сега имам можност да станам подобар и да го оставам моето минато зад себе. Особено негативноста. И да цуркам напред. Овие поранешни осуденици од околината на Вашингтон, Д.С. се дел од националната програма што ја води Goodwill Industries, организација за помош на поранешни осудени лица да најдат работа. Ова е председателот Джим Гибонс. Има голема потреба во земјава за интегрирање на поранешни осуденици назад во заедниците. Ако не успееме во тоа, ќе си направиме штета самите на себе, зашто тие луѓе нема да се здобијат со вештини за да бидат успешни на работа. Во 2007 агенциите на Goodwill помогнале на близу 82.000 сегашни поранешни затвореници да се здобијат со работни вештини, со дом и зависниците од алкохол и дрога да добијат помош при одвикнување. Карен Едвардс е убедена дека по завршувањето на курсот ќе најде работа како чистачка во болница. Заради дрога таа го напуштила училиштето, а сега се обидува да најде нова смисла на животот. Моето име го имаше во судски документи. Сега сакам името да ми стои на нешто позитивно, како на диплома, например, нешто на што ќе бидам горда и пошто син ми ќе ме памети. Морис Квин вели дека е многу важно да се мотивираат поранешни осуденици да направат нешто, да си најдат работа што ќе води кон добра кариера. Нашите студенти преживеале многу и тешкотиите не им се туѓи. Сакаме тоа искуство да го свртиме кон тешкотија да се постигне нешто што ќе ги повлече напред. Програмите на Goodwill оставаат белег со тоа што на поранешни осуденици им се дава втора шанса за враќање во живот без криминал. Го гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. До гледање.